1/3 од населението во Струшко Лабуништа боледува од тешки респираторни заболувања. Здравјето ни е нарушено, земјиштето неплодно, а домовите уништени, бидејќи каменоломите се оддалечени само 90 метри од куќите, велат од еколошкото здружение Натуралаб. Во лекарската потврда која ја поседуваат, стои дека во последните 3 години бројот на заболени се искачил на 1850. На денешниот масовен протест, жителите кои го блокираа и патниот правец Струга-Дебар најавија граѓанска непослушност, доколку не се повлече целата механизација од каменоломите, кои после 2 години повторно почнаа со работа, иако своевремено со одлука на влада истите беа затворени. Владата нема слух за овие наши граѓани и ако и покрај сите наши докази се уште ќе ги брани две фирми, две особи да се обогатуваат на здравјето на овие граѓани, ве уверуваме дека ќе имаме и порадикални мерки и нема да застанеме тука, бидејќи имаме и дојава од самите родители на учениците дека нема да ги пуштаат своите деца во второ полугодие, затоа што се уплашени за нивното здравје. Од Здруженијето Натуралаб тврда дека имаат несоборливи докази дека концесионерите на двата активни каменоломи го прекршиле законот за минерални суровини и дека не се држат до договорите за концесионирање. Еден од концесионерите е голем даночен должник со неплатен данок од 35 милиони денари. Како што може да видите тука, ова се официјални податоци, јавно објавени на управата за јавни приходи. После 2 изборни циклуси и многу лаги и ветувања, фотелјашите го изгубија слухот за проблемите на мештаните и повторно ја активираа рак раната на 15.000 жители, велат екологистите. Нека се замисли владата на Северна Македонија кога изборите имаат Лабуништа. Значи, многу лесно може да дојде до бојкот на изборите. А за тоа ќе бидам ја, ево, пред медиуми кажам дека ќе бидам поборник на тоа, ја ќе ја водам таа кампања за бојкот на избори. Па нека повелет и на парламентарни, а посебно на општинските избори. Инаку управниот суд поништи одлука за одземање на концесија на еден од 6 каменоломи во околината на Лабуништа, што дополнително ги зовре страстите кај жителите на ова село. Тие барат од владата и надлежните институции во најкус можен рок да ги затворат каменоломите кои ги гушат 2 децении.